Човековите битија изгледаат како поединци, бидејќи можеме да ги видиме како шетаат наоколу како поединци. Но сепак, ние сме така создадени, способни да го видиме само сегашниот миг. Да можевме да го видиме минатото, секако призорот ќе ни изгледаше различно. Оти било време кога секој човек бил дел од неговата мајка и уште порано дел од неговиот татко. Тај и кога бил дел од неговите дедовци и баби. Ако би можел да го видиш човештвото протегнато низ времето, како што Господ го гледа, тоа ќе ти изгледа како единствено нешто, едно нешто кое расте, како многу сложено дрво. Секој поединец ќе се изјави како поврзан со секој друг. К.С. Луис. Добродојавте на Беседа, македонската емисија за високи и возвишени теми. Јас сум процесорот. Јас сум свештеникот. Денеска разговараме на темата предци, која што во мојот случај е потикната од недодмешното починување на баба Цена, но и од длабоката одговорност која што ја осеќам кон сите наши предци, сите мои предци, живи и неживи. Верувам и дека и свештеникот исто така се осеќа и дека всушност кога ме предложив темата веднаш беше заинтересиран да ја снимиме, така што претпоставувам дека и тој се осеќа слично. Така ли, свештениче? Секако. Јас имам мои роднини, блиски роднини, татко ми исто така е починат и оваа епизода исто така може да биде и во негова чест и во сите други предци. Во чест за нашите предци, кои што да не беа, немаше да бидеме ни ние. Ова епизода ќе, барем од моја страна, ќе биде малку по-флексибилна, по-спонтана. Имам неколку точки, неколку идеи кои што би сакал да ги разговарам. Мислам, тие веќе ги имам испомнувано претходно во претходните наши епизоди. Ние тоа овој пат ќе ги сложиме на едно место од аспект на предците и од аспект на низгенеративноста, предци во однос на потомци, и се надам дека ќе развиеме убава дискусија и дека ќе успееме да ви го пренесеме чувството на благодарност и на долг кон нашите предци, а и вашите предци, за тие кои што не слушаат и кои што не гледаат. Јас би сакал неколку работи да разговарам денеска. Едната е низгенеративноста, како ние, па и нашите предци се пренесуваат и живеат низ своите потомци, една вид на промена на светоглед да направиме, затоа што многу луѓе денеска сметаат дека стварноста дошла до нив, ситуацијата дошла до нив и сега тоа е, крајот е тука, сега јас постојам, јас сум посебен, немам никакви должности кон од некој што ме довеле до тука, немам должности кон иднината, единствено имам должности кон себе, сегашноста и како јас сакам да живеам. Тоа е многу погрешен светоглед. Тоа е всушност светоглед од нарцисоидност, од незрелост, емоционална и душевна незрелост, затоа што животот е и право, но и одговорност. Ќе разговараме тоа и понатаму. И уште една работа која што би сакал да разговараме, дека има повеќе аспекти на низгенеративноста, тоа се генетски, културни, воспитни, но и душевни. Затоа свештеникот ќе има доста што да каже. Па да почнеме. Да почнеме со низгенеративноста. Тоа што сакав да го кажеме е дека, што подразбирам под низгенеративноста? Тоа е дека постои еден континуитет низ генерациите. Од колено на колено, од татко на син, од мајка на ќерка, односно од предците кон потомците. И кога ние сме живи во овој момент и сме свесни за себе си, лесно е да се обманиме дека всушност ние сме потомците, до нас дошла таа непрекината низа од минатото и сега не оди никаде напред, всушност затоа што ние сега живееме, значи тука застанала на еден начин во наводници. Мито тоа е јас што го заговарам, драги наши следачи, е дека треба да направите една промена на светогледот. Дека тоа што треба да го разберете и да го сватите и да се смените парадигмата во глава, е дека вие, односно ние, сме предците, кои што се уште не се изјавиле како такви. Дека истовремено сме и потомците и предците. Тоа и е всушност поентата во наводници на непрекинатоста на низата, на континуитетот. Дека секој потомок е и предок, наследните, на тие што доаѓаат после него. Ова всушност создава еден вид на чувствена одговорност кон она што треба да дојде. Ова создава чувствена одговорност кон создавање на подобар свет. Заради тоа што ако знаеме дека ќе бидеме предци на некои наши потомци, на нашите деца или оние кои што следат после нас,
секако дека сакаме да направиме што најдобар свет што можеме за нив. Тоа значи дека ќе успееме, не значи дека не бива, не значи дека сме доволно мудри или паметни да го направиме тоа. Меѓутоа, најбитно е првенствено да имаме тој поглед кон работите, значи дека после нас треба да следи некој друг, некој нов, нешто свежо, нешто кое што е повредливо, нешто на кое што треба да му оставиме нешто добро. И потоа да се обидеме максимално до нашите способности тоа да го оствариме. Имаше една интересна книга за како да создадеш подобар бизнис, односно компанија, и всушност човекот, сега не ми текна како се викаше авторот, заговараше дека основата на секоја добра компанија, на секој добар бизнис е создавање на подобар свет. И во суштината тоа и е. Во суштината е одговорноста дека ти не создаваш компанија или било што, градиш семејство или, не знам, купуваш кола или градиш згради или ставаш патишта, улици, цивилизација, што и да е. Не ја правиш само за себе си. Не ја правиш само за сегашниот момент, за живење тие кои што живеат сега, туку ги правиш за оние кои што ќе живеат и понатаму. И таа одговорност, таа низгенеративност, дека ние сме предците, а дека после нас ќе следат потомци. И само една кратка работа би сакал да спомнам околу нарцисоидноста и на потомците и на предците. Таа всушност која што ја уништува низгенеративноста, како што ја уништува, мислам, нарцисоидноста уништува многу работи, нели? Тоа е она егото кое што е незрело и кое што се грижи само за себе си и се обсесира со себе си. Значи, нарцисоидноста може да постои и кај потомците и кај предците. И кога постои, колку посилна е нарцисоидноста, колку е посилна себевозљубеноста, толку е по-слаба низгенеративноста, чувството на одговорност. Нарцисоидноста кај потомците, која што ја гледаме многу во модерното време, е дека не треба да станат предци, дека немаат одговорност спрема животот, дека немаат одговорност спрема предците и дека тука доаѓа низата до нив, тука завршува и толку јас се можам да си правам што сакам, да си го губам времето, немам одговорност да се продолжам и да си го остварам својот долг спрема моите предци и спрема моите потомци. Значи долгот е не е само спрема предците, тука и спрема потомците кои што се уште не се изјавиле. Тоа е нарцисоидноста на потомците, дека не треба да станат предци. А нарцисоидноста на предците може да се оствари на неколку начини. Една од честите нарцисоидности, форми на нарцисоидноста на предците, која што ја гледаме многу често кај бумерите, е дека донале само позитивни работи. Дека тоа се што го направиле, ние сега треба само бесконечно да сме им благодарни, да паѓаме на колена и да им се поклонуваме, леле, фала ви што ни го дадовте ова или тоа, и дека само позитивни работи донале, а не и проблеми. Всушност, да, точно е дека ако зборуваме конкретно за бумерите, донале многу позитивни работи, меѓутоа донале и многу проблеми. Ние сме задолжени од аспект на држави, значи на макрониво, па и на микрониво сме задолжени до гуша сите земји во светот, особено во западниот свет. Ако тоа не е проблем, кој што следните генерации треба да го носат на своите плеќи, како резултат на желбата претходните генерации да живеат подобро и за тоа се задолжуваат, односно се имаат задолжувано, тогаш не знам што е проблем, например. Или како функционира меѓународната политика денеска. Тоа е се резултат на претходните генерации. Ние тек стигаме сега за да можеме да ги оправаме работите. Значи, има време и ако не ги оправиме, со право нашите потомци ќе можат да не критикуваат, меѓутоа сега со право ги критикуваме и нашите предци. И така натаму. Значи, едната нарцисоидност на предците е дека донале само позитивни работи, а не и проблеми. Втората нарцисоидност е дека веруваат дека нивните решенија или нивното разбирање на светот е точно, а немаат или немале доволно мудрост да видат дека можеби светот се сменил во меѓувреме и дека тие решенија или тие разбирања кои што ги имаат, можеби не се најдобрите, можеби не се поклопуваат целосно со стварноста и во најмала рака треба да се прилагодат. Например, многу е лесно денеска да кажат: ајбе, излези само во светот и најди си девојка и ожени се и тоа е тоа. Ама начинот на кој што се наоѓа денеска девојка и се наоѓа, да речеме, партнер, животен партнер, е можеби 5 пати потешко него ли во минатото, затоа што денеска луѓето се многу понарцисоидни, многу моралните стеги кои што претходно ги одржувале да бидат добри луѓе, да бидат честни луѓе, морални луѓе, денеска не постојат или се многу ослабени и луѓето практично, како да кажам, статистички многу луѓе, повеќето луѓе се паднати во квалитет од аспект на животен партнер.
И многу е потешко да се најде животен партнер. И не е решението оди најди си. Да, кај нив решението било оди најди си, затоа што нивните родители држале силни морални стеги во 50-60 години и луѓето кои што излегувале од тие силни морални стеги биле примерни, биле доблесни, нели, сепак културата, моралот ги држало колку толку да бидат квалитетни луѓе. Денеска тоа го нема и не е така лесно. Значи таа нарцисоидност е дека решенијата на предците дека се добри и дека светот не се променил. Ете тоа е. Тоа сакав да го кажам за почеток. Значи прво на светогледот, ние сме предците и постои нарцисоидност на потомците и предците кои што ни ја намалуваат чувството и должноста кон низ генеративност и кон континуитетот на животот. Се надам не ви здосадив, ви благодарам што ме слушавте, а сега ќе му дам збор на нашиот мили драг свештеник. Воли свештениче? Ти благодарам. Мене не ми здосади воопшто. Меѓутоа, по голема мера кажа многу работи што јас сакав да ги кажам. Че први да пробам да го расчистам поимот предци. Јас секогаш кога сакам да зборувам за некоја голема и длабока тема, ова е многу голема и длабока тема, впрочем како и сите други наши теми, не повеќе, не помалку, меѓутоа како таква длабока тема, јас мислам дека секогаш мора да се почне од највисокото, а тоа е всушност тоа е прашањето дали предците се некои луѓе кои постоеле и сега веќе не постојат, или тоа се ентитети кои здружено живеат во секое поколение. Всушност прашањето е дали сме ние одреден ентитет или сме еден континуум на сите луѓе кои што биле пред нас. Тоа е според мене исправен начин да го почнеме секое објаснување, меѓутоа тоа не е светската пракса. Ние секаде гледаме дека праксата е секогаш да се почне од основното и да завршиш на највисоките поенти. Кога се зборува за некои високи поенти, сметам дека треба да се почне од горе, меѓутоа не се. Предците многу луѓе ги гледаат како некоја биографија, како некоја лична приказна, кои ми биле, како се викале, некој фолклор и така натака. Нешто што било и не продолжува веќе да е завршило. Меѓутоа, фактите кажуваат дека предците не живеат во минатото, туку тие живеат во нас и тоа живеат на многу различни нивоа. Кога сите тие нивоа ќе се спојат во едно, всушност нивното живење во нас е многу големо. Процентуално е огромно, можеби 90%. Ако се земат сите аспекти на тоа како тие живеат во нас. Еве да го земеме најосновното ниво, пред да зборуваме за биологијата. Мислам, сите знаеме дека тие живеат во нас биолошки, бидејќи ние личиме на нашите татко и мајка, тие личат на нивните татко и мајка и така натака. Значи, ние личиме на некој. Основно нешто е дека ние сме нашето тело и нашиот лик сме го наследиле од нив. Знаеме дека психолошки сме наследиле многу од нивните особини, бидејќи сме ги научиле од нив. И духовно исто така многу луѓе кои што се духовни знаат дека твојата душа е истата душа и така натака, која што била на твоите предци. Меѓутоа, еве да почнеме од биологијата. Процесорот многу сака да зборува за гените. Секогаш кога разговараме, тие му се омилена тема на повикување, кога сака да објасни некоја поента. Исто така јас сум биолог по струка и мислам дека можеме да зборуваме за гените, бидејќи тие ни се доста интересна тема. Знаеме дека секој човек е резултат на илјадници преживувања на тие пред него. Знаеме дека ние сме тука затоа што некој издржал, некој не се предал, кога му било тешко, направил доволно добро или бил доволно добар за да продолжи животот, не потврлил. И знаеме дека ние сме синџер, кој што не може да постои без да има алки предход. А тие алки се, колку што науката е свесна, или докаде што знаеме научно, вика дека луѓето постојат милион години, како Homo sapiens. Тоа е огромен период на време, додека пак нашата пишана историја е колку? Околу 10.000 години, може помалку од 10.000 години. Тоа значи дека има 990.000 години непишана историја на постоење на луѓето, на нашите предци. А пред тоа, исто така постоеле во човеков видни мајмуни. Значи, ако одиме наназад, планетата вела дека постои 4 милиарди години, може би повеќе, уште од почетокот на првиот живот има некој континуитет. До сега, 4 милиарди години некој преживувал, се борел, еволуирал, за да стигнеме сега ние тука и да бидеме живи.
Свештениče, само на кратко, додека зборуваше ти направив една пресметка. 1 милион години делено на 25 години просек на некоја си генерација, иако порано биле многу пократки генерациите, меѓутоа еве да речеме дека 25 го земаме како бројка. 1 милион години делено на 25 е 40.000 генерации само Homo sapiens. Епа, размислете. Тоа се, колку рече, 45.000 40.000. 40.000 посебни ентитети на луѓе само. Како и да е. Од она што знаеме генетски е дека ние не наследуваме само нашиот лик од нашите родители, туку ние многу наследуваме од нивните особини, пред се на биолошките особини, како например справување со болести, одредена толеранција на храна, што друго, одредени болести исто така, одредена отпорност кон болести и одредени однесувања кои што се вродени. И како такви, ние можеме да видиме дека во нашето тело, кој што многу луѓе, поготово материјалистите, сметаат дека тоа е тоа сум јас сум моето тело и крај. Ако така гледаме, тогаш ти си твоите предци. Твоите предци преку гените, кои што те условуваат како да живееш, како да се однесуваш, тие живеат во тебе. Ти си предците твои. И нема нешто поинтимно за тебе од твоите предци, бидејќи тие живеат преку те. Тие се едно исто тело со тебе. Кога ќе имаш деца или ти си дете на некој, многу е лесно и ние така размислуваме дека тие се всушност два различни ентитети. Јас сум тука, татко ми е таму, јас сум поразличен, си имам свој размислување, он е поразличен и така натаму. Меѓутоа, тоа не е вистина. Ние така размислуваме бидејќи сме научени, условени од нашите мозоци да се гледаме себе си како еден посебен ентитет, како една посебна одвоена единка. Меѓутоа, генетски гледано, ние сме еден организам. Да бевме, да речеме, октоподи, кои што имаат 8 мозоци, или да бевме лебарки кои што имаат 3 мозоци во себе, може би, кои што се независни мозоци, значи ние имаме многу мозоци во нас, меѓутоа се зависни една од друга, меѓутоа ако имаме независни мозоци, како што има октоподот, може би ќе можевме да разбереме што значи дека ти и твојот татко и твојата мајка сте едно исто, сте еден организам. Без разлика колку се различни, колку сте различни, колку се карате, може би се мразите или се сакате, не е важно, вие сте еден организам, кој што е одвоен со простор, меѓутоа сепак постои како еден организам, бидејќи произлегол од него и во себе содржи истата условеност, генетска. И во тој аспект, материјално гледано, твоите предци се нешто најинтимно што може да постои до тебе. И има ли нешто повозвишено од тоа да ги продолжиш нив, генерацијски, да продолжи тој живот нивен, затоа што тие не умреле, значи дека тие живеат. Твојот пра-пра-пра-дедо не умрел, туку живее во тебе. Ти си тој. Тој само продолжил да живее преку неговото клонирање на некој начин, преку неговото репродукција. Тоа е изборот репродукција, значи повторно се продуцира, повторно се создава. Не се создава нешто друго, се создава тој самиот себе, споено со неговата жена. Се спојуваат со неговата жена, создадат нешто кое што се тие двајца. И тоа е многу економично. Еволуцијата и животот имала гениална идеја да ги спои одредени особини на двајцата и тие да преживеат компактно. Тоа е гениално. И тоа значи дека ти не си само ти, туку ти си сите тие 40.000 предци на луѓе и бескрајно уште други предци на животни. 99% од тие не постојат веќе, 100% всушност не постојат веќе, меѓутоа постојат во тебе и во другите животни, кои што ти се братуче. Че тоа е основниот биолошки, генетски начин на гледање, кој што е научна вистина, многу луѓе велат, а вие сте абстрактни, многу филозофии, па дури и религии, многу верувате, меѓутоа не сте, науката не вика така, еве ви кажувам како вика науката. Јас сум научник и се што кажувам првен го проверувам со научните факти, па еве на научен начин објаснувам зошто ти си твоите предци. Би му оставил на процесорот да искоментира нешто ако сака, па потоа би преминал на психолошкото ниво, да видиме зошто ние психолошки сме нашите предци. Околу самата генетика немам свештениче што да искоментирам. Ова е особено твоја тема и моја тема е, јас многу знам, меѓутоа ти знаеш повеќе. Околу самата генетика не би искоментирал само околу една работа, тоа што го спомна дека може и ти да се караш со татко ти, со мајка ти, да сте лоши односи, меѓутоа вие сте истиот организам.
Тоа што така да кажеме дека едно семејство, тесното, јадрено семејство, меѓуто и проширеното, е всушност еден ентитет, како што и еден народ по проширување е еден ентитет во таа смисла. Истиот организам, нели, како цитатот од Луис што го прочитав на почетокот. Дека всушност сите сме поврзани, сите сме братучеди, како што кажа ти. И нормално, поблиски сме до оние што ни се поблиски генетски, нели? Родителите, браќата, сестрите, меѓутоа сите сме поврзани. И ако се караме, ако се расправаме, тоа е исто како еден човек кога се кара и се расправа сам со себе си. Не сите сме совршено поклопени и хармонизирани внатрешно. Некогаш ќе направиш нешто што после тоа ќе се сетиш дека не си сакал да го направиш, па се нервираш, се казнуваш себе си, си викаш и не требаше тоа така да го направам. Ајде следниот пат ќе се обидам. Значи, тоа е истиот процес на внатрешна хармонизација кој што се случува и во семејството, кој што се случува и на ниво на народот, кој што се случува и на ниво на меѓународи, значи на ниво на луѓе, на човечка цивилизација, на ниво на целата планета и целиот живот. Всушност, тоа е истиот процес на хармонизација. И кога ќе го сватиш тоа, дека всушност кога се расправаш со таткото ти, вие всушност се обидувате да се хармонизирате и да станете похармонични како семејство, тогаш веќе почнеш да ги гледаш работите малку по-одговорно и можеби веројатно твојот пристап ќе се промени кон тоа докаде ќе одиш и каква ќе биде расправијата. Затоа што тогаш практично сваќаш дека имате една заедничка цел, а тоа е всушност да станете подобри сите заедно како заеднички организам, а не нарцисоидно јас како поединец да испаднам на крајот подобар, попаметен и што и да е. Мислам, тоа важи не само ти спрема таткот или мајка ти, туку и од аспект на твоите родители спрема тебе, и од аспект на твоите сестри, браќа, твоите деца и така натаму. Значи, повторно, низ генеративноста важи во сите правци. Ете тоа сакав да го искоментирам, продолжи Слободно. Така, апсолутно. На психолошко ниво, исто така можеме да видиме дека ние сме нашите предци, меѓутоа малце по-абстрактно, по-филозофски да речеме, меѓутоа исто така реално. Зошто? Бидејќи психологијата тврди дека децата се 80% од нивниот карактер, нормално, од нивната психа, се имитација на своите родители. Тие ги гледаат што тие прават и не само што зборуваат, не само што ќе бидат воспитани, туку пред се што тие прават, како се однесуваат и го копираат тоа. Јас знам многу исто така и кај мене дека така било. Едно ме учеле, меѓутоа друго правеле, да речеме, јас сум почнал да го правам тоа што они го прават, а не тоа што они ме учеле. Значи, скоро секогаш се копира. Понекогаш може и да се научи нешто и од зборење, меѓутоа пред се од имитација. Исто така и надворешниот свет има влијание, меѓутоа многу помалку, бидејќи пред се ти ги гледаш како мал твоите родители како богови дури, од кои што и навистина се за тебе богови, бидејќи зависиш од нив апсолутно, и како такви ти ги имитираш. Ти сакаш секогаш кога гледаме некое божество, кога гледаме нешто над нас, ние сакаме да го имитираме. Тоа е можеби вградено и во нашите гени. Секогаш кога ќе видиме нешто повозвишено, го имитираме. Сакаме да станеме како него и учиме од него подсвесно, не само свесно. И така и како деца ние ги имитираме, учиме како нив, дури се нервираме некогаш ако не ни дозволат да правиме возрастни работи кои што доликуваат само за возрастни, бидејќи нас ни делува како да не кочат да бидеме возрастни, не кочат да бидеме како нив. Меѓутоа ние нормално го правиме тоа, тоест возрастните го прават тоа за да ги заштитат. Во филозофијата и во науката и во психологијата многу често има една борба на nature versus nurture. Кој процент од нашите однесувања се вродени, кој процент се стекнати. И па, ова е еден доказ дека без разлика колку од нашите однесувања се вродени, а колку се стекнати, и двете се нашите предци. Ако имаме стекнати однесувања, тие се стекнати од нашите предци. Ако имаме вродени однесувања, бидејќи 80% е од нашите родители, а тие се од нивните родители, пак и тие се нашите предци. Значи, и да е 50% стекнато вродено, пак е 100% предците твои. И тоа е уште еден доказ дека ние не само во нашите тела, туку и во нашата психа, во нашиот карактер и во нашето его, ние сметаме нели дека сме одвоени организми, како што кажав, дека сме посебни, дека само јас постојам, другото е некои други луѓе, меѓутоа не се толку важни.
Јас треба за себе да си гледам, така гледаат многу нарцисоидни млади луѓе и така натака, и стари луѓе. Меѓутоа, дури и така ако гледаш, твојата психа е научена од твоите предци во бескрајен континуитет, модифицирана, меѓутоа уникатна секогаш, меѓутоа повторно само една алка во тој бескрајен сенџер. Како што кажа процесорот, не се наследиле само добри работи, значи и на генетско ниво се наследили и болести, и одредени слабости, и мутираност на гените да развијат тумори и така натака. Меѓутоа и на психолошко ниво наследени се одредени начини на справување со проблемите и одредени колективни проблеми, меѓугенерацијски проблеми, трауми колективни кои што се пренесуваат, болката што не било проживеана од предците, нарцисоидноста, лошото воспитание ние повторно го пренесуваме на нашите деца. Освен ако не сме свесни и не го трансформираме со свесност. А понатака ќе кажем зошто и таа свесност е повторно твоите предци. Целата цел која што ми е мене во овој начин на објаснување е да објаснам дека ние во огромен дел, ако не целосно, сме нашите предци. Значи, многу големи мудреци тоа го сватиле во минатото и многу пати го имаат тоа кажано. Велат, ти не си твојот мозок, ти си еден колектив, или велат колективното човештво во во христијанството, според мене, кој ќе се каже сатаната и кој ќе се каже, сега не знам кој ми е нив концептот за она колективното добро човечко, меѓутоа сатаната сметам дека е колективното човечко зло, колективното его. Јасно може да се види дека разбрале дека човекот е човештвото. Човекот не е само една индивидуа која што си живее своја приказна и си умира, туку таа е целото човештво и функционира како целото човештво. Не само што во реално време си влијаеме меѓу себе и не можеме без да си влијаеме, туку и историски гледано ние само ги вртиме истите однесувања, истите шеми, ги модифицираме и ги продолжуваме понатака во следната генерација. Ги поземуваме од предците и ги наследуваме од предците и ги поземуваме на нашите поколени. Меѓутоа, тоа е еден организам. Јас сум сигурен дека ако може да се погледне на повисоко ниво, како да се види човештвото како една индивидуа, ќе видиме дека дека буквално функционира како ние што функционираме, кои што сме спој и сплет на нашите клетки. Многу од нашите клетки и не се допираат реално. Тие се поврзани со течности, поврзани се со гасови и така натака, исто како што сме и ние поврзани како луѓе помеѓу нас. Меѓутоа ние го гледаме просторот и велиме, ние не сме поврзани, јас и жена ми да речеме, или јас и децата, јас и татко ми не сме поврзани, бидејќи има простор помеѓу нас, а има и различно однесување. Меѓутоа кога ги видиш клетките во тебе, тие не се секогаш поврзани и помеѓу нив има простор и има различно однесување. А пак се еден организам, тоа си ти. И тоа треба да се увиди. Ако се увиди, ќе сватиш која е важноста на твоите предци и која е важноста да продолжиш нивната приказна. Бидејќи таа не завршува со тебе. Одлично кажано, свештениче, ова ме потсетење на работа. Една работа која што ја разбива илузијата за како функционира материјалниот свет, а тоа носи до големи прашања во духовниот свет. Тоа е, ова што го кажа на микрониво, како што рече ти, нашите клетки многу често не се допираат. Всушност, што е допирање, кој ќе видиш, кој ќе зумираш многу, например, со електронски микроскоп и така натаму, ќе видиш дека всушност ни атомите и молекулите скоро никогаш не се допираат. Нема допирање како такво нешто. Многу често има една слика, односно објаснување дека далечината помеѓу од јадрото до електронот е поголема него ли далечината од сонцето до планетите, до најдалечната планета. Значи во размер тоа е толку една голема разлика, несразмерно, не може да се замисли колку е тоа голема разлика, а сепак функционира заедно, хармонично или колку горе-доле хармонично. Самите молекули не се допираат меѓу себе, туку ги држат, нели, слаби сили, јаки сили, тие кои што постојат на тоа ниво. Апсолутно си во право и тоа е еден од најголемите докази, бидејќи ако видиме еден атом, тоа е 99% празен простор. 1% е материја, другото е 99% простор и сили кои што функционираат во тој простор. А ние сме создадени од атоми, што значи дека практично ние сме 99% простор. Меѓутоа не сме свесни за тоа.
Да, точно така. Па тоа е онаа себе обмана што си ја правиме, што ја кажуваме и од аспект на духовност и од аспект на овие работи, генетика и низгенеративност и колективност, да речеме, дека ние сме еден организам. Практично идејата дека ние како поединец тоа е крајот и дека едноставно поединец постои, а се друго е глупости или наивен поглед на работите, wishful thinking, како што би рекле енглезите или американците. Тоа всушност е погрешен поглед, не доволно добар поглед. Да, поединците постојат, точно е тоа. Меѓутоа дека постои само поединец, а се другото не постојат ентитети, колективи и така натаму организации, како во некој случај цели организми кои што функционираат горе-долу обединето и со карактер, и со душа, и со себство и така натаму. Тоа всушност е многу недоволно вистинит поглед, да го наречам така. И оној кој што ќе застане без веќе воспоставени големи парадигми во својата глава, со отворено, кој ќе застане да ги гледа организациите, народите, нациите и целото човештво како цивилизација и така натаму, ќе увиди дека всушност ние сме сите дел од еден организам кој што внатрешно се поделува во различни организми, слично како што и телото е поделено во органи, во ткива, во клетки и така натаму. Меѓутоа функционираме заедно како еден организам. И тоа всушност треба да создаде еден вид на одговорност и на долг кон целото човештво, не само кон нашите директни предци, потомци или оние кои што директно ги знаеме, туку и кон сите. Практично од тука доаѓа оно чувство на братство и единство кон целото човештво. И ова многу добро се вклупува со уште една работа која што сакав да ја разговараме, тоа е околу културата. Културата како еден вид на акумулирана мудрост од страна на нашите предци, која што ни е дадена нам за да ја продолжиме во нашите потомци. Културата е, како и обичаите, како и адетите, сите не работи кои што доаѓаат од минатото, всушност тие се еден вид на решенија на ситуации, на проблеми кои што постоеле во минатото, а можеби постојат и денес. Например, културата во многу земји, во повеќето култури, го создала бракот како институција. Бракот е решение. Бракот е решение за стабилно општество, за стабилно пренесување, за стабилно репродукција на самото општество и на родителите, кои што кога влегуваат во брак, всушност се уште незрели, се уште не знаат многу работи и општеството и целата култура во некои случаи по-нежно, во некои случаи по-тврдо ги води кон тоа да го направат вистинскиот избор. Че да влезат во брак и да создадат потомство. Не да си го губат времето, не да се само возљубат, не да се занимаваат со глупости. И бракот е решение. Бракот е културно решение. Така се и многу обичаи, некои се религиозни, некои не се религиозни, меѓутоа небитно, тие што ги правиме редовно. Пример е славењето на Божик и Бадник, славењето на Великден, тоа се религиозни и културни обичаи, мудрости, меѓутоа исто така е Бадниковите огнови, кои што нашата црква, а веројатно и другите христијански цркви ги кажуваат за дека не се дел од доктринарното христијанство и така натаму, меѓутоа ние продолжуваме да си ги правиме, затоа што тоа бил антички адет, односно празник за воздигање на сонцето, кога е во неговата најниска точка и кога се изгасило, условно речено. Значи тоа е уште предхристијански празник кој што понатаму се префрлили, луѓето продолжиле си го прават. Или, например, врзувањето на мартинките на дрвата. Тоа е продолжување на еден антички празник на Ксантика, кој што постои уште пред христијанството, уште од античките македонци. Значи, тие се културни работи, кои се многу, да речеме, далечни културни работи, меѓутоа постојат и поблиски културни работи, кои што нашите предци ги создале, тие биле еден вид на решенија за проблемите и ситуациите во животот кои што постоеле тогаш, и многу од нив се уште важат, затоа што многу од проблемите кои што тогаш важеле, за тогашните наши предци, важат и денес. Меѓутоа, тоа е еден, да речеме, алатен начин на гледање на културата, дека таа е решение на проблеми кои што постоеле. И нормално културата се менува. Културата треба да се приспособува затоа што не е дека денешните ситуации останале исти како што биле тогаш. Да, многу ситуации се исти, дел се слични, меѓутоа дел се многу различни и културата треба да се прилагодува на истата ситуација. Меѓутоа, тоа е алатниот начин на гледање на културата.
суштинскиот начин, кој што го кажа и свештеникот, е дека културата е дел од оној ист организам, ист ентитет, кој што нашите предци го пренесуваат во нас и ние живееме во истиот со нашите предци, со нашите потомци. И ако продолжиме да ја празнуваме и да ја продолжуваме и да ја практикуваме културата, ние продолжуваме да живееме во истиот ентитет. Кој ќе кажеме, македонскиот народ има таква култура, такви музики, такви обичаи, празници, така натаму. И кога ги продолжуваме да ги практикуваме, ние всушност сме дел од македонскиот народ. И така го продолжуваме самиот македонски народ како ентитет. Или дека човештвото има вакви обичаи, например бракот. Бракот не е измислица на македонскиот народ, тоа е измислица на практично сите култури во светот. Значи, преку практикување на институцијата на брак, на таа културна институција, ние практично ја празнуваме човековата цивилизација и ја продолжуваме. Значи, низ културата продолжуваме да живееме како едното исто човештво, како едниот ист народ, како едното исто семејство. Различните семејства си имаат своји култури, своји начини како се ги прават работите и преку практикувањето на истите работи продолжуваат да живеат низ оние кои што се сега потомци, кои што ќе станат предци на следните потомци. Апсолутно. Тоа е многу интересен концепт или интересно гледиште каде што културата ја гледаме како всушност модус операнди на тој организам и традицијата и сите други аспекти на цивилизацијата. Сакав само накратко да спомнам за духовниот аспект и потоа да го спојам се тоа. На духовно гледано, нашите предци не се споени со нас или не се, да речам, не влечеме некоја конекција со нив, туку ние сме нашите. И не само нашите предци, туку се друго. Се што е живо, барем да речем. Зошто е тоа така? Бидејќи на духовен аспект гледано, ние сме реалноста. Реалноста е тоа што е. Тоа што е кај нас, луѓето, е живо и е свесно. Значи не само што е живо, туку е и свесно дека е живо. Тој живот е дел од реалност. Ако е дел од реалноста, тоа значи дека реалноста има еден аспект од нејзе кој што е жив и од кај што произлегува тој живот. Мора да има одреден закон, одредена, ние го велиме закон на природата или можеби физички закон. Подобар збор е закон на природата, бидејќи не знаеме дали е во доменот на физиката, биологијата, хемијата или нешто друго, некоја друга дисциплина. Меѓутоа е природен закон кој што се манифестира кај луѓето како не само живот, туку и свесност, поради комплексноста на нивните мозоци. Ако тој живот постои како одреден природен закон и се манифестира кај сите луѓе, без разлика дали се манифестира исто, тоа значи дека има директна конекција со тој извор на живот, тој природен закон, и дека во својата основа сите наши животи се тој извор всушност. Сите наши животи се едниот живот, едната реалност. Наречија душа, наречија природен феномен, природен закон, свест, живот, постоење, како сакаш. Тоа значи дека кога еден предок ќе умре, можеби неговото тело умира, и ние генетски сме споени со него, па живее преку нас, психолошки умира, тој ентитет, тоа его веќе не постои, меѓутоа живеат неговите ефекти преку нашата психа, меѓутоа на духовно ниво постои, не умрел, бидејќи не може да умре поради две причини. Прва причина е тоа што тој извор е основата на реалноста и таа не може да исчезне, тоа е природен закон на живост. Тоа е од таму произлегува животот, таму произлегува, да речеме, свеста. А вториот аспект е што ние сме нашите предци, бидејќи ние сме исто така споени со тој извор. Значи тој живее не само преку нас, апстрактно, туку и буквално, бидејќи свесноста е необременета со мисли, концепти, карактер и така натаму. Таа е само сведочење. Меѓутоа истото сведочење го правиме и ние. Ако е само сведочење, тогаш се што сведочи е едно исто, бидејќи нема обоеност, не дава после тоа, од кога ќе посведочи, не дава свое мислење, никакво, туку само чисто сведочи, и тоа е реалноста, чисто сведочење без ништо да додадеш. На тој начин, ако тоа го прави душата, свеста на нашите предци, и тоа го правиме и ние, всушност тоа е едно нешто. Тоа сведочење е едно нешто. Тоа сведочење е душата, и таа душа е бескрајна. Таа живее преку сите луѓе и живее во самиот извор кој што е есенцијата на самото постоење, на универзумот, да речеме. На тој аспект, не само што ние имаме
конекција со нашите предци, туку и ние сме нашите предци буквално. Че тие живеат сега, тука, во мене, во нивниот највистински аспект, а тоа е постоењето, самото постоење. А и постојат во есенцијата на универзум. Ако све ова успееме да го споиме во едно надконцептуално ниво, ние ќе видиме колку многу сме споени со нашите предци и колку се тие важни. И исто така, ако си свесен, зрел човек, јас веќе нема да зборувам за тоа колку е важно да оставиш поколение или колку е важно барем да го подобриш светот за оние кои што оставиле поколение да им биде подобро, а не само да уживаш и да ги трошиш ресурсите создадени од некој и да умреш. Туку важно е да служиш на овој ланец, наречен човештво. Нема да зборам веќе за тоа, туку само ќе зборувам за колку сме ние нашите предци, колку сме ние споени со нив. Другото треба ти да си го извлечеш како заклучок. Како што кажав, на едно надконцептуално ниво ние можеме да видиме дека сме споени и биолошки, научно потврден факт, и психолошки, само евидентно, како ти се однесуваш кон твоите родители, и на духовно ниво, на метафизичко ниво, како ти си буквално твоите родители и твоите предци. Ова се спојува во една реченица која што може да звучи како ти и твоите предци сте нераскинлив ентитет, не сте посебно нешто. Животот е право да се живее, но и одговорност да се заштити, подобри и продолжи. Свештениче, пред да завршиме, во оваа смисла ќе прочитаме еден цитат од Раби Дранат Тагоре, што мислам дека многу одговара за ова што го кажа ти. Вика вака: оној кој сади дрва, знаејќи дека никогаш нема да седи под нивната сенка, барем почнал да ја разбира смислата на животот. Раби Дранат Тагоре. Одиме со нашото ЦИЖ, па со практични прагматични совети. Денеска разговаравме на темата предци. Јас се свештеникот се обидовме да ви предочиме, вам, наши драги следачи, за тоа што ние го разбираме како еден вид на истост и обединетост со нашите предци и со оној континуитет, непрекинет континуитет од почетокот на стварноста, па потоа почетокот на биолошкиот живот до денес, континуитет кој што нема да застане и не смее да застане, слуша стоја одговорноста кон животот и кон стварноста што ја имаме. Ние сме едно исто со нашите предци. Ние сме нашите предци. И ние сме нашите потомци. Ние живееме во нашите потомци, а нашите предци живеат во нас. И преку нас живеат во нашите потомци. Нарцисоидноста, себевозљубеноста како нас, како поединци, па и на ниво на организации и на ниво на колективи, е она кој што ни ја намалува и ни ја корумпира низ генеративноста. Овој поглед на обединетост и на истост. И како и во духовноста, како и во општото човечко зрење, како поединци и како заедници, така и тука, клучот кон зрењето и клучот кон враќањето на хармонијата и на спознанието за овој факт доаѓа од нашата работа да ја намалиме себе возљубеноста и да видиме тоа што сме. Ние сме нашите предци, ние сме нашите потомци. Разговаравме за многу аспекти на низгенеративноста и на како тоа предците живеат во нас, како например генетскиот аспект, воспитниот аспект, психолошкиот аспект, културниот аспект и на крајот духовниот аспект кој што го предочи свештеникот. Всушност таа обединетост која што збореше свештеникот е Бог, Господ. Господ се изјавува во сите овие различни форми и се гледа самиот себе си, од сите аспекти и сите овие работи кои што ги прави на овој начин низ сите нас, низ нашите предци. И бидејќи сето тоа доаѓа од еден ист извор, тоа е едната иста работа. И само за крај да кажам една голема благодарност и поклон кон нашите предци, кон тие што се живи, кон тие кои што не се живи. Ви благодарим за се и ќе се обидеме да ве пренесеме во следните генерации. А сега одиме со свештеникот и практични прагматични совети. Ете, процесорот ги зачна всушност практичните совети. И тоа е првиот совет
кој што сакав да го дадам, а тоа е да бидеме благодарни за нашите предци, за нивната жртва, за нивниот придонес и да одвоиме време секој одреден период, дали е недела, еднаш неделно, дали е месечно, дали е дневно, кој колку може, во себе барем да се изјави, да се освести себе си за која е неговата споеност со предците и кое е значењето на нивните жртви за тој сега да биде жив и да изјави една тивка благодарност кон се тоа. Другиот совет што сакав да го дадам е да се обиди исто така да биде свесен за штетните шеми кои што се наследени од нашите предци и со свесност да ги прекине за, како што кажа ти, ние сме исто така предци на иднината, за да се осигураме да видиме добри предци, а не лоши предци и да пренесеме добри работи, да останат, да ги филтрираме лошите работи во нас да останат, а да не продолжат понатак. Да бидеме еден вид на филтер. Тоа би биле моите два совета во оваа епизода. Минатото никогаш не е мртво. Тоа дури и не е минато. Вилијам Фокнер.